Градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска денеска на плоштад Македонија ја отвори средношколската манифестација Среднолен 2024, на која скопските средношколци ги представуваат своите таленти преку музика, танц, ликовна и драмска уметност, фотографија и филм. Настанот, кој е инициран од професори и ученици од градските средни училишта, како повеќедневна средношколска манифестација, ќе се одржува од 22 до 27 април на повеќе локации во градот и на плоштадот Македонија, КИЦ, МКЦ и Градски парк. По повод одбележување на Денот на планетата Земја, денеска во населба Карпош 3 представници на невладината организација ТАК во соработка со општина Карпош го поставија првиот хотел за згрижување на пчели. Станува збор за иницијатива која се реализира во рамките на проектот Одржлива демократска култура, чии носители се ТАКТ и Швајцарскиот универзитет за образование на наставници во Цирих. Вакви куќерки за диви пчели ќе се постават и во Куманово и Крива Паланка, кои заедно со општина Карпош се дел од проектот, а од невладината ТАКТ откриваат дека постои желба да се постават околу 1000 пчелни хотели во периодот од 2 години. Апсење за дрога на повеќе локации низ Скопје во текот на вчерашниот ден. На подрачјето на Бит пазар, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје лишиле од слобода лице од Скопје затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок. На подрачје на Кисела вода, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје лишиле од слобода 30-годишник од Скопје затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Во 16 часот и 10 минути во Скопје, на подрачјето на Карпош, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје лишиле од слобода скопјанец од село Сара и Скопско затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случаите ќе следуваат соодветни поднесоци. Министерството за внатрешни работи информираше дека вчера во 16 часот и 15 минути во СВР Скопје било пријавено дека во патничко возило Опел со скопски регистарски ознаки пред угостителскиот објект во населба Хиподром било пронајдено починато лице од село Студеничани и Скопско. Увид извршила екипа од СВР Скопје, а по наредба на јавен обвинител телото на починатиот било дадено на обдукција. Министерството за внатрешни работи информираше дека вчера во 9 часот и 20 минути на вечер по полициската станица во Драчево, Скопјанка пријавила дека од домот се оддалечила нејзината ќерка од Скопје. Полицијата презема мерки за нејзино пронаѓање и расчистување на случајот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам